Почитувани слушатели, оваа песна, Млада партизанка, да станам, е на некој начин некако химна на македонскиот народ, на македонците од егејскиот дел на Македонија. Затоа ја пуштив оваа песна со таа цел да се присетиме околу страдањата на македонците за време на Втората светска војна, па и за време од 1946 до 1949 година. Како што реков, бидете малку пострпливи. Ќе се обидам да го поканам господинот Стојан Кочев од село Турје, кој има 91 година, човек во поодминати години, учесник на 17 годишна возраст во војната, односно се приклучил на партизанското движење. Се надевам дека ќе го добијаме Стојан, а вие останете со нас и на Фејсбукот, па и кои сте на македонската радио програма. Ало, добро утро. Господине Кочев, овде е Ицо Најдовски од Македонската радио програма. Нели пред малку се слушнавме со вас. Пак нашата цел е и она што зборувавме сношти со вас и денес што зборувавме. Еве јас на нашите радиослушатели овде во Мелбурн, во Австралија, па и пошироко кои не следат на социјалните мрежи, на Фејсбукот, и од Канада гледам, и од Америка, па и од Република Македонија, ве представив дека сте од село Турје, дека сте на возраст од 91 година и дека влеговте многу млад во партизанското движење на македонците во егејскиот дел на Македонија од 46 година до 49 година. Јас би сакал да кажете на почетокот збор-два нешто повеќе за вашата младост и како влеговте во партизанското движење. Види се, јас во литературата што ја пишав ви барав сите параметри, кои беа логични, кои не беа логични, кои беа насочени за геноцидно. Меѓутоа, кај ја го третирам тоа прашање во моите книги, гонењето нас од огништата и земењето во граѓанската војна и правење афеше, кој нема никаква цел, од никога не беа поддржани, него едноставно како да го мобилизират народот и да го дадат во раците на војната што вода граѓанската војна. Граѓанската војна практички и децата бегалци, ние до денеска не личиме на никоја нација дека децата да му ги даде на некој. Тоа е ексондос и викате. Ексондос значи надвор бега, ексо. А ние го тумачиме тоа како за спасение на децата. Значи, илјадници 28.000 деца да поминат низ оваа Северна Македонија денес што кажуват и да стигнат до Полска и да стигнат до Русија и да не преговориме толку години, па тоа е страмота. Јас во моите книги, особено во оваа последната книга сега што ја објавувам, без вина виновни, тоа е најстрамотно време. Бабата моја 90 и толку години умре во Ташкент. Не само баба, него и илјадници баби такви, не? Се прашуваме се, имавме ние од некого практички цел или само со нас изигравај, дори и комунистите. Оно викаме ние, комунистите ипак се луѓе кои треба да размислат за човекот. Ништо не доби. Кој размислил? По гонењето, значи, од огништата и баби и деца, донесува закон грчката влада во парламентот висок, кој не е грк, значи пород, нема примани назад. А истовремено, кој не раководеше, ако испитаме, сите беа тие што дојдоа од Мала Азија, начело со
Маркос и Захариадис и вршеа што сака ја правеа. Нашите луѓе не спремни со својата идеолошка награденост или ситуацијата на се, подлегнавме едноставно на идеолошката измама и на крај се најдовме прочистени од Егејска Македонија, што викаме. И цело време станавме ние не македонци, него егејци. Дори и нашиот човек, било да е во Австралија, било да е тука, он се представува како егејец. Значи го изгубиме оно чувство од дедо-прадедо македонско што вриеше во нас и полата народ го оставим по рибишите на грамос и на све, со која цел, уште не може да расчистам. Што цел имаме? Практички не бевме нито да командуваме, едноставно само не командуваме. Јас, например, кога вршам мобилизација, со мобилизација сум земен од 320 деца и кога стигнеме во Рура, тамо беше главниот штаб, излезе овој Павол Куфи, тој беше даскал, и вика вака, значи, сега ве молиме, пошто водите во местото каде не знаат македонски, значи во Епир, во Гуница и така натака, ке треба да измените имиштата. Името, значи, што би било Стојан Кочов, не, него Иоанно Јаниш. Значи, да се примени оној став што грчката влада ги смени целокупните имени на македонци до 44 година таму важен и после така и направивме, затоа што, например, немаше никакво спасение друго. И маса други работи. Потоа, например, влегуваме во една ситуација која не знаеме зошто. А пред тоа загина, значи, интересно е со таквата измама дека социализмот ипак е по-реално друштво. Меѓутоа, грците си ја правеа својата работа. Јас во оваа книга точно објаснам како погина Кизов со својот одред, како погина практички поред Шиперков со својот исто така единица, па Калко, па маса други илјадници жртви. Денеска, например, татковците или се во Австралија, или се прогонати, или умрели се, коските ги оставя по редишата, и ние денеска не покренеме прашање дека е тоа геноцидно прашање што го изврши Грција. И мора да одговара, а не да се покајуваме ние сега примете назад, не знам шо, нема човекување со нив. Тие практички се зацртаја политиката, донесоа 1,5 милион маџири, што викаме ние од Мала Азија, и тие си правеа практички место за нив, а нас не го не. Ние не видовме ни подкрепа, ни од Тито, ни од Сталин, ни од никој. Се покажа дека и тие практички во оваа книга моја се објаснати. Еве, например, зошто македонците одвалат од Македонија не ги примија од Егејска Македонија. Него едноставно земните, истераните баби и деца течеат до Полска, до Воглавном, тоа е суштината. Јас целокупната моја граѓа од она што го пишувам од она што го правеа, како ние практички ја губиме земјата, го губиме дедовското, го губиме јазикот, губиме све. И интересантно, тоа го дозволува грците само за да се помасовно реагуваме во таа организација комунистичка, нов, што измислија и афеже. И на крај се види дека ние сами си го купавме гробот. Сакам да ве прашам, која година вие влеговте во партизаните и дали мнозинството од партизаните беа етнички македонци? Тоа никако не беа исклучиво. Тоа беа грчки команданти, ние немавме уште команданти. Беше бригадата, таа ја сформира
и тие постарите што раковода бригадата како Пеев, како Ајановски и другите беа во Југославија останај тука. И нас практички се нови и нови луѓе влегува под командата на Захаријадис и таму тие генерали нивни. Нема ништо, апсолутно. А дали партизаните дали беа мнозинство, дали вие бевте мнозинство, командантите знаеме беа грци, меѓутоа дали вие војниците бевте повеќе македонци или повеќе грци? Та беше во овој фронт, например, во со викаме Епир, повеќе македонци бевме отколку, например, јас таму кога родевме надале целата таа екипа, некои деца се враќа, бега, го најдов овој Гоце од Срца. Тоаш тие Гоце го праќаја тука за да не делува на младите нас. И отворено ми кажа, вика, нема се. Вие зборувате за Илија Димовски Гоче од Статица, така? Да. И интересантно е, например, Илија, после го видиха кога се врати во Русија. Кога се врати во Скопје, од тука ме праќа мене со семејството да одам во Дебар. Абре, човек, јас сум инженер сега, што барам во Дебар? И ми рекоа, таму едни наши што работеа по бавчите тука, македонци, од селата Левински, века, оди кај Гоче, ке ти сврши работа. Кога отидов кај Гоче, го најдов во парко, имаше куќа, станаме, прегрна, стоене, ова, и разговараме, дај ми го лишчето Николан, што те праќа, што е во Дебар или каде. Го напиша, се вратив таму, кај овој што беше го изврши совет, што го даваше распоред, оти ми напиша Егеец, се налети и Гоче, па разговараме за таа работа, вика, таа е ситуација, друга ситуација нема сега. И така, си изиграва со нас до крај. Јас това не можев да го трпам, значи се оддадов на истражување, да видам дали навистина имаше некоја реална ситуација која се грижеше за нас. Се грижеше да остане кон Македонија таму, се грижеше за нашиот војник, што отиде таму, да нема никаде дека, например, грчкиот народ признава нов или африкански изначал. Тоа никако, негде го нема. И така. Значи бевте измамени, така? Бевте измамени. 100%. Не само измамени, него тоа е геноцидно извршено. Имаше родители кои останаа во Грција му изебеа децата. Тоа се огромни штети направени на целокупната македонска генерации, и стари и нови. И на крај опустошени се сите села. Секој разумен човек кој ќе разгледа, ево оваа книга Без вина виновни, ќе речи кој ги рушеше овие куќи, овие села, каде се луѓето, одма ќе го постави прашањето. Кој го сврши тоа? Значи го сврши Комунистичката партија на Грција. Ние, грците имаат точно што ќе направат, и од комунистите, и од другата страна. Тие посакуваат да не снема од таму, и не снема. Ето тоа е тоа. И затоа сте предложив дека... Уште нешто сакам да ве прашам, без вина виновни. Како беше требењето, односно чистењето, геноцидот врз вас, вие партизаните, па децата протерани? Вие многу убаво објаснавте сега дека децата не заминаа македонци по нивна желба, туку беа протерани, геноцид, екзодус, така? Да. Види се што е. Например, ние, оне што пишува историјата, не е познаат елементите. Елементите, екзодус е ексо, од зборот, например, надвор. Значи, тие чистката која врше, тоа е геноцидно прашање, значи, децата прво да ги упатат кон границата, тие што ги носат бабите, мајките, седата работа, и ние останеме практички во единиците на грчката армија, демократико-страто што викат таму, не? Ние немаме некоја единица која ќе биде за македонштината да се бори, не знам како, не знам. И така се најдеме практички интересно, дори тие, јас се чудев, кога стигнеме во Ташкент,
ја игравме една драма по иницијатива ние македонците Дедоило. Таа можда да видиш практички 51 година во Ташкент. Тогаш не беше уште откриена ситуацијата дека грците навистина и комунистите се мешани за нашиот геноцид. Ја игравме тамо и грците ја фалеа, правеа. И кога дојдевме тука, овој нашиот што не примаше тука во Скопје, Егеец Кочов Стојан се врати од Ташкент. А зошто Егеец? Тоа Егеец. Сакам да кажам, нема ни став нашиот обичен човек тука што имаше држава македонска, во југословенската единица. Камо ли повеќе да се разговара за тие проблеми. Не? Ето тоа е тоа, Ицо. Јас сакам да ве запрашам пред да одиме на книгата Без вина виновни, бидејќи е многу интересна, сметам дека и за македонците во Австралија е многу интересна. Сакам да ве прашам за Преспанскиот договор. Дали Преспанскиот договор комплетно го уништува македонецот во Егејска Македонија спрема вашето видување? Па мислам да. Затоа што ние не направиме спој, тој наш спој од Егејска Македонија со Вардатска. Нема спој уште. Тоа е практички од дефинира се како ова северна. Автоматски покушаа грците да го добијат името Македонски и Александар Македонски, се што имаше направи во Егејска Македонија, а тоа се грците вика. Према тоа вие немате никаква и се виде дека ние се губиме, никаква македонщина не се поставила, и дури сега ова историја со Северна Македонија, тоа е пак диктирано од некој кој ја води таа чистка, да ја нема Македонија, и тоа ќе ја нема, тоа сигурно. Од друга страна, например, сега ние правиме единици по ова, колку шиптари има, колку македонци има, колку ова, колку тоа. Немаме она стварно да изградиме државност македонска, толку едноставно. Утре ќе ти речи, кој се тие бе тамо? Еве, например, еден овој денеска што скока многу од струмницата, како се вика. Заев. Нема чувство македонско. Тој има да задоволи некои надвршни ова. Разбираш? Тя е проблемот исто така. Ние немаме ни во странство, ни во Австралија, ни во Америка, нема ништо. Затоа што, ако земеш, например, на крај, еве Сталин во Јалта рече, не може да се направи македонска држава. Тоа знаеш што значи? Да јас не само што турав крв доле, не само што погинеа моите најблиски пријатели и сета таа работа, него сега едноставно Сталин да ми рече за кој комунизам јас животот го дава, дека нема македонска држава, не ми треба ни Сталин, ни Ленин, ни никој што ќе ми. Од друга страна, например, ако земиш југословенската држава, беше тука македонска, да земи став во тоа, мене не го зема тој став. Никој не ме праша дали ќе биде северна, не што. А тоа се окројат како му... Тоа е од англичаните. Ние граѓанската војна повеќе ја трпевме од фрлање, беше ангажирана Англија тамо, не? Со бомби, со аероплани, со комплетно оружје, беше во интерес на грците да го работат тоа. И така го направија практички. Фрлае напал бомби, фрлае света таа работа. И воопште не фигуриравме ние као држава во светот да биде забележлива, дека и македонците имат држава и се развијани до тој степен, работат до тој степен, направија тоа, имат фабрики, имат работничка класа, што се вика, не, све е задоволително, школство, наука. Гледаш, например, сега не стави да се расправи со Бугарите, чии овој Гоце Делчев. Гоце Делчев потекнува од Кукуш. Сега...
Но всеки прашат, например, и за мене което, или за било кој. Меѓутоа, немаме ние таква снага со чувство да го брани македонското. Во оваа книга, која ќе ја прочиташ, па ќе речеш ова, што сме ние, како луѓе сме ние, само за јадење и пиење. Сваѓаш? Ето тоа, ако земеш, например, и Полишевски, и сите тие работи работеа во интерес на Тито. А Тито не сакаше надвор од Југославија да прави проблеми со македонската нација тука. Господине Кочов, сакам да ве прашам за книгата Без вина виновни. Вие сакате да се публикува овде во Австралија за да не биде под Северна Македонија. Што можеме да очекуваме во таа книга? Ви кажам, комплетно е напишена практички за сите тие геноцидни прашања. Како ти обяснам сега една книга од 400 и толку страници, која кажува и за Ојалта што се случило, и за граѓанската војна што се случило, и за сите. Таа е една комплетна ситуација која излегува видово дека ние, ако така и понатака живееме, да градиме со нов, работи да прикриваме што немат никаква врска со македонщината, ти што можеш, ти фрла напад бомби, а ти сега нов ке организираш или јафе или не знам кој. Тоа се глупост, тука го нашиот македонски народ, работи со душата на народот. Тамо има проблеми кои ќе се отворат, мислам, да проговорат они што практички ја кројат таа работа. И денеска ја кројат. Видиш, му рекоа тамо во Европа ќе влезме, не те прима. Не те прима затоа што, например, ти си му дал на знание дека е преспанскиот договор, да сме што е, и уште се радуваме што сме направили голема работа. Грците да не дават, него ние му дававме тоа, и сега јас верувам дека тоа прашање е најглупово направено, а грците одамно се борат за таа работа. И го добија тоа што сакат мене, така ми се чини. Тоа е едно спрема мене, не знам спрема вас, тоа е едно големо предавство на македонскиот народ, обезличување на македонскиот народ и држава. Не може да го наречам така, ама кога чита, нека извади од сета таа работа што до денеска направиме за да имаме една држава и државност, и да се расправаме што знам со работи кои не ни доликуват. Немаме државност, немаме цел, немаме равноправност, да и ние се покажеме како македонска држава. Имаме, ние сега во Австралија, вие сакате, не сакате, може да се обедините нешто да имате. Или, например, мене ми се јават и од Канада и од сета таа работа, ги читат книгите. Меѓутоа, најголемото прашање што не го покриваме ние, ти правиш договор во Преспа, а не решаваш геноцидното прашање. Отима поставија прашањето геноцидното. Македонците ме речи, тука што потпишав, кај се македонците, не? Нема таква работа. Има ли поставено ова прашањето? Геноцидот го знаеме што изврши, децата се истерали. Нивниот парламент гласаше дека нема враќање на луѓе кои не се род по грк. И тоа официјално. И тие што да потпишам јас? Јас сум истеран тамо. Македонец е истеран тамо и сега потпишам зошто? Ми преспадува, дајме. Дајте ме, што да ме. Сакав да ве прашам за Илија Димовски Гоче, бидејќи јас го посетив неговиот гроб, тој е растурен тој гроб негов во Бутел. Тоа знаеш како ти е, тоа сме и ние не могли после да водиш ти политика национална. Јас не видов тука таков човек, не сретнав. Имаше луѓе, полека се елиминира. Има се фалби. Да решиме од луѓе кои веќе остара, не може, некоја вера ке се тамо, а практички еве една разлика ќе ти кажам сега. Во Левенко Гутрев Мелерин погина и офицери грчки и доста наши луѓе, македонци, обични луѓе. И сега свечено ги закопа грчката бас своите офицери со
музика со сета таа работа, а за македонците што беа веќе селектирани, ископаe со булдожер еден трап и ги фрлаe натре во тој посипани со земја. Каква е разлика? И тој е војник, беше негде, и нивните војници. Нема понижувачко тука те здробува. А таму беше оваа вера. Што не му рече на грците? Дека немајте така, бре, луѓе. И тие беа луѓе, и тие се борат за некој идеал. Дали би се измамени или не се измамени, тоа е друго прашање. Зборуваш за Вера Фотева. Па таа беше таму, таа беше на свеченоста која правеа каналот таму. И маса други работи. Да му рече, вие направите, бре, вие геноцидно прашање. Кај се луѓето, кај се децата, кај се татковците на тие, овој синовите на тие деца. Ето тоа се тие работи. Тие немаме ние работи идеални што му се потребни на македонскиот народ тука. И ниту размислува некој за тоа. И дојдовме до тоа сега, веројатно, еве вчера читав, треба да му се даде, значи, пошто се 20% со бројка и на албанците јазик. Значи, веројатно води тоа, се ослабење на ова, што викаме ние Северна Македонија и така натака. Дори, например, ако држи говор, мора да ја наречи Да ја прифаќаш Северна Македонија како Северна или за тебе се уште е Македонија? А Македонија ми како? Што е таа Северна? Таа се знае кога ја зедува грците. Јас имам комплетно све што збореа до сега грците. Мисло така излегувам. Ти знаеш грчки? Не знам јас грчки. Вика, основното прашање е јазикот. Значи, јазикот што го збора таму, тоа не се наши луѓе, не се грци, вика. И према тоа тие. Например, дедо ми се викаше Божин, татко ми не можеше да трпи, дојдов во Австралија, умре во Перт таму. Дојдов јас во Перт, го видов татко ми таму. И ме расправеше, татко ми ше ме расправеше, тој беше ангажиран војник во грчко-турската војна. Па тоа беше ужас, вика. Ужас. На војко ми, на брат на мајка ми, ма посекува главата турците. И како откина татко ми? Интересно, вика, беше ранетен висок офицер, дека ги од таму, од фронтот, што беше во ова. Вика, ме замоли. Вика, земи ме, ово ти не може да дојдем. И вика, колку човек не го познав кој е, да го стави во брода да избега, да ќе очекуват тоа. Интересен, тој до крај го почитуваше татко ми, вие сте навистина луѓе, вика вие македонците. Зошто вака ви прават? Согаш имаше луѓе од грците што, кои ќе доживеат некој таков настан, си признават. Ама ние немавме ни школа, немавме ни нешто. Немавме факултети, немавме да прочитаме се до таа работа. На еден степен, кој не ја познаваме структурата да се бориме. Јас, например, интересно, напишав на овој што е дојден сега, министр беше таму во Костор. Напишав дека, например, треба да човекуваме, а не да се заедуваме. Бидно што бидно, не? И тој не само што не одговори, него едноставно он сега е главен командор во Костор, а косторчани ги нема нигде таму. Нема да осватиме тоа? А ги има вака по книгите, тој бил тој, овој бил тој, тоа отиде што отиде. Значи, сите беа протуркани како му гледаше на партијата, а партијата направија комунистичка,
преку неја да си вршат работа христијани, што беа комунисти и не се таа работа. Добро, господине Кочов, доаѓаме до крајот на нашата радио програма. Само сакам да кажам дека вие да потврдите дека имате напишано над 25 книги, а оваа последната Без вина виновни имате желба да се публикува овде во Австралија. Да, имам вчера, ја однесовме во ова. Не знам дали ќе ја префатат, но јас би сакал, пошто, например, скоро татко ми тамо, облеко ми кажуваше, татко ми многу работи за се таа работа. Не само ова, него цел сој ми имене тамо, во Перт и така натака. Не се ответно образован тој наш народ. Од такви раскази, како јас што кажам и други што кажат, или ова, како се вика, некој што разговарате, Махи. Андромахи е. Махи секојаш реагира на моите напишени дела и се одушевува. Меѓутоа, сега и тие дела не сака да ја почитуват тука, или оваа книга не ќе ја преводат, јас верам, тука, заради тоа што се кажа во истината, сосема друго. Негира све. Северна Македонија и какви Македонија? Како ти ми заделише народ Северна Македонија? Кои беа тие во Северна? Кога е делија Северна? И така натака нема. Многу работи практично. Многу. Ние изгубихме цялата Австралија, исто така, не знам колку би помогнало, или од Канада, или од Америка. Али треба да се најдат, да се инвестират деца, практички да студират она, да се барат начинот во кој треба да се гради држава и нација. Добро. Испеваме болката на некој начин, сега ова што ти го кажа, ти ќе го знаеш, ти ќе го предиш на друг, и само така си тече работата. Господине Кочов, времето нас ни изменя, јас ви благодарам за сето што го кажавте. Нормално дека ние ќе се заинтересираме преку македонската заедница овде, па и во Перт, во Аделаид и другите градови. Виктор разговарај. Виктор ги има книгите таму кај него. Да, ќе зборуваме и со Виктор Бивел. Од тука отидува една книга, зедова последната што беше. Добро, немаме време, повеќе ни одмина времето, после програмата ќе зборуваме. Значи, вашата желба е книгата Без вина виновни да се најде овде во Австралија. Ви благодарам за одвоеното, ви благодарам за времето, ти ни завршува времето од програмата. До слушање и убав ден во Македонија. Пријатно. Почитувани слушатели, ете разговор водевме со Стојан Кочов, кој на 17 години заминал во партизани, сега е 91 година. Не е баш лесно да се прават интервјуа со луѓе кои се искусни, односно кои се и во поодминати и доста одминати години. 91 година не е малку, но сепак голема благодарност на Стојан Кочов од село Турија, кој раскажа судбината на македонскиот народ за време на војната во егејскиот дел на Македонија, и после тоа се надевам дека гласот негов ќе слушни до македонските организации, дека книгата Без вина виновни ќе биде публикувана и овде во Австралија.
Почитувани слушатели, додавме до крајот на нашата радиопрограма, до слушање до мене Одицо Најдовски, убав ден на сите македонци, каде и да сте овде во Австралија, во Република Македонија, Пиринскиот, Егејскиот дел, па Америка, Канада и насекаде. Убав ден или пак убава вечер, до слушање. Pušteni s vodom ne dokaža zaplakativko tetka Fanija. Една zapojde v Kirko se voda vide na svojni bliski mrtvi sve kida pale. Duša, sve uvek ja nosim Kirko, tuga tugina. Cel život pusti grci, ne vidla do ja. Da si go pitam, red ne pušti ja. Ovdje sa nered Kirko, nosim na duša. Tuga tugina, cel život pusti grci, ne